Ако власта слушаше, Македонија досега ќе беше економски високо развиена земја. Стопанската комора прстот го вперува кон политичарите кои според бизнисмените досега не направиле доволно за развој на стопанството. Сите ние знаеме дека овие стапки на раст кои што ги испорачува македонската економија во последните 15 на 20 години не се доволни за посериозна конвергенција или приближување до нивото на економска развиеност на Европската унија. Првиот човек на СКМ, Бранко Азиски, порача дека времето на популизам, лажно партнерство и партизација треба да заврши. Воведување на правна држава, профункционирање на правна држава нема ништо од бизнес. Ветувале брда долини, ништо не ветија. Таа политика што во моментов ја промовира државата, односно владата, е во супротно со интересите на најголем дел од бизнисите и од граѓаните. Повикаме председателот на државата да ги користи уставните овластувања и да не подпишува закони што се против интересот на бизнисот. Водиме контрола за трошењето на буџетските средства на како што сме договориле и транспарентно тоа да го изнесуваме. Стопанската комора излезе со предлози за економски развој за наредните 10 години. Бараат намалување на администрацијата преку мораториум за нови вработувања, кратење на бројот на државни институции кои сега достигнува речиси 1400, кастрење на непродуктивните трошоци од државниот буџет и реформа на правосудството со која тоа конечно ќе стане независно.